Цивил медија. Господине Коцевски, разговорот би го започнала со една изјава на граѓанин од Велес, во една од многуте анкети што ги имаме направено во вашиот град, кој рече дека во претходните мандати, како градоначалник, вие сте направиле многу за општина Велес и тој бил премногу задоволен, меѓутоа овој мандат, зборуваме од последните локални избори, како ништо ново да не правите со општината. Кој е вашиот коментар на оваа изјава на граѓанин? Па може би е во право граѓанинот, но тоа е природен впечаток, затоа што кога се даваат оценки за тоа кој што сработил, треба да се имаат во предвид објективните околности. Општина Велес во овој мандат трет поред ја наследи во многу лоша состојба, со долгови од околу 3 милиони евра и придржувајќи се на правилата за добро домаќинско, одговорно, отчетно, етичко управување со општината, се одлучив да вратам голем дел од долговите. Како што велат србите, нема и јаре и паре, или хрватите, не може во исто време да се враќаат толку големи долгови и да се прават големи капитални проекти. Значи, тоа е единствената причина што не се чувствува дека во Велес се градат големи капитални проекти, иако и тоа не е целосно вистина, затоа што ако се споредуваат податоците, во 2018 година ние сме потрошили околу 100 милиони денари за капитални проекти, а во претходната година, значи 2017 година, се потрошени негде над 60 милиони денари. Но сега е друго време во споредба со претходниот период. По доаѓањето нова власт, по шарената револуција, граѓаните можат многу по-отворено, по-критички да ја оценуваат работата и на централната власт, и на локалните власти. Нивните очекувања се многу големи, тие се нетрпеливи за да им се решат наталожените проблеми, посебно од аспект на подобрување на квалитетот на живење и можеби заради тоа е таков впечатокот. А мандатот трае 4 години и конечните оценки треба да се даваат сепак на крајот на мандатот. Меѓутоа, колку граѓанките и граѓаните во Велес имаат увид во тоа што работи конкретно општината? Мислам, како ја негувате транспарентноста и одговорноста на општината? Можам слободно да кажам дека за среќа и кога бев градоначалник и кога не бев и сега, општина Велес е една од општините за пример според транспарентноста во работењето. Еве пред мене го имам и последниот индекс на активна транспарентност објавен од USAID, Центарот за граѓански комуникации, каде што општина Велес е меѓу 10 институции на централно и на локално ниво според активната транспарентност. Транспарентноста секогаш била одлика на општината. Први ние во Македонија почнавме со носење на документи кои треба да ја регулираат таа материја и први во Македонија со поддршка тогаш на Фондацијата Отворено општество почнавме да правиме јавни расправи во фазите на донесување на програмите и на буџетот на општината и покрај тоа што законот не го бараше од нас, ние ги носевме во две фази со цел да овозможиме што поголеми целни групи граѓани организирани во граѓански организации или во спортски и институции кои се од образовната, социјалната сфера да го дадат своето мислење со цел парите на деночните обврзници да ги предвидиме за намените кои се најважни за граѓаните на општина Велес. Секојдневно ние ги известуваме граѓаните на нашата официјална веб страница и јас на мојот Facebook профил секојдневно ги известувам за моите активности. Например, вчера имав средба со министерот во владата кој е задолжен за ромски прашања и известив јавноста, и споделив и неговата вест и ние објавивме вест на официјалната страница, држиме пресконференции на кои ги известуваме граѓаните за активностите на општината, кога има некои важни настани, повторно ги известуваме претходно, значи континуирано
Секојдневно граѓаните се известуваат преку официјалната веб страница и преку Facebook страната на Општина Велес за сите работи што сметаме дека се важни. На нашата официјална веб страница ги поставуваме сите документи кои треба да бидат достапни за граѓаните и мислам дека даваме еден одличен пример за тоа и на другите. Општина Велес и официјално ја воведе новата верзија на стандардот за управување со квалитет ISO 9001-2015. Сега заедно со помош на UNDP работиме на можноста да добиеме уште еден стандард кој ќе биде, мислам дека е ISO 37001 за антикорупција. Работиме на план за интегритет на општината. Тоа го нема никој во општините во Македонија. Верувам дека во наредниот период уште подобро ќе ги поставиме работите за да биде отчетноста, транспарентноста на уште повисоко ниво од тоа што го имаме сега. Дали вие лично како градоначалниците се во овој мандат да речеме се биле во ситуација да мора да одговарате, значи дали сносите некоја професионална и лична одговорност за тоа што сте го спровеле? Врз основа да речеме на некој незадоволство од граѓаните на Велес? Ниту такви реакции, ниту таков лош проект заради кој би требало да се извинуваме или да се срамиме пред велешката јавност. Ако се навратиме на првото прашање и да речеме дека не се работи за изолиран случај, дека не се работи за еден граѓанин, туку се работи нели за под предпоставка за повеќе граѓани и граѓанки, тогаш кои се побарувањата на велешани во кои што општината сака, меѓутоа не може да им излезе во пресред поради истите причини кои што ги наведовте во одговорот? Ете, барањата и очекувањата на граѓаните се огромни, не само од мене, туку од сите градоначалници во нашата земја. Ние тоа често го разговараме и на средбите кои ги имаме во ЗЕЛС. Вчера имавме на таква средба со новиот министер за локална самоуправа на ниво на управен одбор. Во подготовка се измени и дополнување, односно сега се договараме, јас ќе бидам член на тимот кој заедно со владиниот тим на чие чело ќе биде премиерот, ќе работиме на нова децентрализација на надлежности, на поголема можност за обезбедување на финансиски средства за општините и на измени на самата организација на системот на локална самоуправа во Македонија. Во оваа ситуација не може многу да се очекува од градоначалниците, затоа што ги наследивме општините со многу долгови, а во меѓувреме не се случи нова фискална децентрализација. Македонија е една од фискално најцентрализираните држави во Европа. Општините имаат хроничен недостиг на финансиски средства, добар дел има огромни долгови, меѓу 16 и 20 има континуирано блокирани жиросметки, затоа владата се одлучи да ни покрие 51% од долговите, односно 50 милиони евра, но тоа не ги реши за жал проблемите, за да може општините да ги решават големите инфраструктурни проблеми, пред се изградба на колекторски системи, пречистителни станици, изградба на фабрики за третман на цврст комунален отпад и воопшто да ја подобруваат инфраструктурата, а со тоа и квалитетот на живење во општините, мора да имаат многу повеќе пари. Без пари не може да се очекува ништо, затоа што на вересија никој не гради. На вересија градеа претходните градоначалници и ги заборчија општините. Тоа не е решение. Мора да работиме честно, транспарентно, да ги почитуваме законите, работењето да биде без корупција или со нула корупција, а дали граѓаните ќе бидат од тоа задоволни или незадоволни, тоа е нивно право да проценуваат. Важно е во конкретниот случај за мене дали јас сум направил максимум од можното. Значи, јас одговорно можам да кажам дека не сум злоупотребил ниту еден денар, дека умешно сум менаџирал со парите кои ги има општината, а што тоа не е доволно, не можам јас да бидам виновен затоа што тоа се можностите. Може би вие сакате да возите BMW или Mercedes најнова класа или да живеете во некоја палата од 300 квадрати, меѓутоа се задоволувате со многу поскромен автомобил или да живеете во скромни услови. Значи, едно се нашите желби и очекувањата на граѓаните, а сосем се други можностите.
А и кога се во прашање ветувањата, мандатот трае 4 години, ние ги навикнавме граѓаните после слободата, пошарената револуција, дека одеднаш ќе ги решиме сите проблеми. Сите проблеми одеднаш не може да се решат, мандатот трае 4 години, можностите се тие, треба да обезбедиме многу повеќе финансиски средства, ресурси, за да може да ги решаваме поефикасно и поефективно проблемите. Не сум задоволен од тоа што помина многу време, а се уште суштински не почнавме со реформи на локалната самоуправа кои беа предвидени во изборната програма на владеачката партија. Јас учествував во пишувањето на таа изборна програма и многу се радувам на ова што сега го почнавме и што ќе се случи. Во среда ќе биде првата средба на тимот, имаме силна поддршка од премиерот. Се надевам дека ќе успееме до нова година да го смениме системскиот закон за локална самоуправа кој се носи со двотретинско мнозинство и еден пакет од 30 до 50 закони за од 1 јануари да имаме многу подобра стартна позиција за општините во Македонија. Штета е што нашата земја се уште ги нема добро искористено потенцијалите на локалната самоуправа во вкупниот развој на земјата. Многу малку од средствата се трошат на локално ниво, тоа е далеку помал процент од бруто домашниот производ од вкупната јавна потрошувачка на локално ниво и се уште има множности, многу надлежности кои сега ги спроведуваат министерствата по принципот на субсидијарност од Европската повелба за локална самоуправа, тоа да го прават општините на многу поквалитетен начин во интерес на граѓаните, а државните институции да се концентрираат на висока државна политика, а не да се занимаваат со работи кои многу поквалитетно може да ги работат општините и градот Скопје во наредниот период. Цивил медија